Ве поздравувам. Јас сум Маријан Костовски, наставник по македонски јазик. Тема за денешниот час е примена на усвоени литературно-теоретски поими во анализата на прозен текст. Цел на часот е стекнување умешност за представување на темата, идејата и на анализата на ликовите во прозно дело. Најпрвен одиме со едно подсетување. Што представуваме преку определување на темата на едно прозно дело? Тема е она за што се зборува во едно дело. Тоа е поопштата содржина представена во една реченица и е најчесто поврзана со насловот на делото. Што изразуваме со идејата за еден прозен текст? Идејата е главната поента во делото, пораката на авторот, она што авторот сакал да ни го каже. Уште едно подсетување, во каква функција е ликот во прозното дело. Ликовите се носители на идеите на авторот. Лик во делото е вршител на дејството. Како ликови, освен луѓето, ги среќаваме животните, растенијата, предметите, измислените суштества, како што се лами и вештерки така натаму, како и абстрактните поими во народната литература, како ликови се јавуваат смртта, касметот и така натаму. Ликовите кои ги представуваат луѓето можат да бидат индивидуализирани, посебни или специфични, или типизирани. Станува збор за особини од повеќе личности собрани во еден лик, например, особини на многу скржавци во еден тип на скржавец. Сега следува интерпретација на извадок од роман. Станува збор за текстот Разделба и тоа е извадок од романот Споменка. Во него ќе се сретнеме со првата љубов меѓу Бојан и Споменка. Расказот се наоѓа во учебникот што е представен на линкот. Јуни дојде тивко и неосетно, заедно со првата светулка на летото. 2-3 дена отидов во градот. Таму требаше да се распрашам за уписот на нови ученици во средните училишта. Ќе и пренесам и на Споменка. Двајцата ќе се запишеме во исто училиште. Двајцата заедно ќе се враќаме за празниците в село. Зар нема да биде прекрасно? А љубовта меѓу нас никогаш нема да згасне. Дома се вратив навечер. Но она што се случи потоа постои само во некоја љубовна приказна, а не во една обична прва љубов што најпрво личела на смешна игра. Истиот ден, вечерта, со Споменка се сретнавме кај сливата. Таа побара да ме види, а кога дојде, очите ѝ беа полни со солзи. Бојане! Без воздржување заплака. Ти плачеш, Споменка? Збунето ја гледав. Плачам. И сакам да плачам. Уште повеќе ги пушти солзите. Зошто? Се чудам. Нешто страшно. Многу страшно. Што? Јас не сакам, Бојане. Не. Што се случило, Споменка? Насетив дека работата е сериозна. Ние утре ќе се одселиме одовде. Ние мора да се одселиме. Така сака тате. Ние за секогаш. Гласно залипа Споменка. Никогаш толку не сум се изненадил. Тежок молк. Ти сонуваш, Споменка? Ми запре нешто во грлото. Не. И тоа утре. Тате веќе дојде. Сите ќе заминеме. Таму каде што работи тој. Далеку одовде. Многу подалеку од градот на Душица. Многу. Овде куќата ќе ја продадеме. За секогаш одовде. Плачеше Споменка.
Ова не може да биде. Пуштив и мене да ми потечат солзи. Јас не сакам. Не сакам да си одам. Мислев уште на она писмо што го испрати тате. Мислев дека е лага. Тогаш кога беревме јорговани. Не можеше да ми објасни Споменка. Првата љубов плачеше во нас. Ја бакнав Споменка во лицето. Ја бакнав и во очите. 3 пати ја бакнав и 3 пати го почувствував само вкусот на солзите. Сега веќе знаев зошто Споменка беше насолзена. Тогаш кога присутуваа јоргованите. Знаев и што пишувало во писмото од татко и што им го испратил дома. Сека веќе знаев се. Дознав и нешто друго. Првата прерана болка на љубовта. Чеки. Само тебе. Тебе, Бојане, ке те сакам. Ми велеше Споменка. И јас само тебе, Споменка. За еден час, како да пораснавме, прерано дојде болката на љубовта. Навистина прерано. А солзите беа чисти, ни малку грешни и првовљубени. Дома, право во собата. Нека помислат дека сум уморен, никој не сакав да ме види и не ми се вечераше. Набргу се подвиткав во креветот, за да можам тивко да тагувам и да не заспиам цела ноќ. Првата болка доаѓала толку неочекувано и токму во оној миг кога си бил најсреќен. Преку цела ноќ низ прозорецот допираше неуморна песна на влюбениот Славеј. Утрото знаев, камионите, оние два што утрината зататнија, веќе ги товараат. Набргу тие заминаа. Кон пладне дојде и третиот. Пред квечерина заедно со него требаше да отпатува и Споменка. Најпрво до најблискиот град, а потоа, може би со воз, многу километри. Не можев да појдам кон нивната куќа и да гледам како се одселуваат, а знаев дека таму беа собрани мноштво девојчиња и момчиња. Знаев дека сите сакаат да се испоздрават со Споменка, членовите на некогашната дружина на Соколите, од ридот на јоргованите, а и оние поранешните противници од дружината на Црните стрели, од долината на Багремите. Само јас, некогашниот водач на посилната дружина, немав сила да појдам и да се поздравам. Не сакав никој да ме види со насолзени очи. Во дворот, веќе по втор пат за кратко време морав да ја наберам најголемата китка трендафили и прекутрупа да не ме сретне никој, потрчав кон реката. Кога ќе поминува камионот, ќе истрчам на патот пред него, ќе го запрам и на заминување ќе и ги подарам трендафилите на Споменка. Потоа ќе избегам што подалеку од тоа страшно место. Стоев скриен во врбјаците и очекував. Секој час треба да најде камионот. Штом ќе зататни, веднаш ќе му истрчам во пресред. Патот е блиску до реката, а трендафилите се за Споменка, девојчето што за секогаш заминува. Толку ми е тешко што помислувам дека секој миг светот со сета своја тежина ќе се урне врз мене. Реката тече, бујна и секогаш забрзана кон своите непреоди. Најпосле, тешко натоварениот камион зататни. Просторот во градите ми стана претесен, нешто ме стегна. Тој го преминуваше веќе мостот, а мене нозете ми се приковаа. Ги стегав трендафилите, но никако не можев да истрчам од кај реката. Тој веќе се сврте по прашливиот пат. Уште посилно ја зграбчив китката, ама останував неподвижен на местото. Не можев да се појавам пред тоа забрефтано чудовиште што ми го одземаше оној лик со небесно сини очи и коса со боја на есенско лисие. Помислив дека нозете секогаш ќе ми останат неподвижни и прековани за местото, додека немоќно ја довикував онаа сила што не можев да ја изнајдам во себе. Камионот,
Тежок и натоварен, замина по патот. Долго гледа во него како во некој грабливец, се додека не се изгуби зад последниот свиок. Застанав над реката. Китката што ја држев полека се ослободи од прстите и падна во реката. Водата ги понесе трендафилите во спротивна насока од патот по кој замина Споменка. Со тоа згасна и последната верба дека ќе стигнат до девојчето што толку многу го сакав. Пак почувствував влажност во очите. Пак солзите потекоа. Пред мене ветрето го дувкаше парчето случајна новинска хартија. Токму на таа пожолтена хартија, по некаква игра на случајот, прочитав: првата љубов е слична на првиот снег, ретко некогаш останува. Сега да преминеме на анализа на прозниот текст, разделба. Ја представиме фабулата. Бојан си замислува дека ќе оди во исто средно училиште со Споменка. На вечерниот состанок Споменка му соопштува на Бојан дека на утрешниот ден ќе се одсели со семејството во друг град. Бојан доживува тешка осаменост во својата соба пред утрешната селидба на Споменка. Сите ја испраќаат Споменка, освен натажениот Бојан. Бојан нема сила непосредно да се раздели од својата прва љубов, пуштајќи ја китката трендафили да отплови во потокот. Зашто станува збор во раскажот? Тема: представување на разделбата меѓу Бојан и Споменка која се случува поради преселувањето на девојчето. Мотив: љубов меѓу момче и девојче. Локализација: настаните се случуваат по завршувањето на училишната година во јуни, и тоа во градот, потоа крај сливата и во домот на Бојан, и секако на крајот, крај потокот. Исказот на ликот е директен и индиректен. Раскажувачот е во прво и во трето лице, а се појавува и сеснаечкиот раскажувач. Идеја: интензитетот на првата љубов е толку голем, што сите натамошни влюбувања ќе имаат убав пример за големината на љубовта. Првата љубов е темел на кој се гради големата куќа на љубовта што ја создаваме во текот на целиот живот. Ликови. Бојан. Бојан е влюбено момче, платонски си ги планира натамошните постапки со влюбената, кога си замислува дека ќе учи заедно со Споменка. Реалноста го симнува на земја од облаците на имагинарноста и го доживува најтешкиот удар од платонската детска љубов. Споменка. Споменка им е жртва на околностите на кои возрастните доследно им се придржуваат. Таа не сака да се раздели од својата симпатија и е принудена да ги следи препораките на реалноста. Жали за завршувањето на првата љубов, оцелувајќи се трајно во меморијата на саканиот. Домашна работа. Она што треба да направите е да ги пронајдете акцентските целости што се наоѓаат во текстот разделба и да ги запишете.